Нема нови случаи на западно-нилска треска во земјава. Од Центарот за јавно здравје за Алфа потврдија дека денес не се регистрирани новозаболени од овој вирус. Досега во Македонија се потврдени 34 случаи, а починати се двајца пациенти, едниот од Рачево, другиот од Маџари. На инфективната клиника во моментов се лекуваат 24 пациенти, 7 се со потешка клиничка слика. Состојбата и натаму внимателно се следи, особено во Скопскиот регион, каде што е регистриран најголем број случаи. Надлежните на општините каде е прогласена епидемија се мобилизирани и активно преземаат мерки за сузбивање на комарците и ширење на заразата меѓу жителите. Направивме координативен состанок со сите надлежни институции, тука пред се спомнам Центарот за јавно здравје, со кој што преземаме две акции во изминатите неколку денови. Првично беше механичко прскање во сите оние каналски делови што беа посочени како жаришта на комарци, а дополнително во наредниот ден направивме механичко прскање во сите населени места на територија на општина Газивола со цел да превенираме делување или ширење на оваа зараза кон граѓаните. Вирусот за прв пат оваа сезона е детектиран и кај жител од Рачиново. Најмногу случаи бележи Кисела вода и аеродром. Речиси половина од заболените се од Рачево. Изминативе денови е спроведена вонредна дезинсекција против ларви, а се прска и против комарци. Според епидемиолозите, со уништување на ларвите треба да се почне порано, во март или април, но и да се изврши мониторинг на ефикасноста на препаратите за да се утврди дали комарците станале отпорни на средствата против нив. Поради зголемениот број на заразени со западно-нилска треска, здравствените власти прогласија епидемија во 5 скопски општини. Надлежните апелираат граѓаните да бидат внимателни и да се заштитат од комарци.